Денеска училиштата повторно започнаа со настава. Дел од учениците со физичко присуство во училишните клупи, додека пак останатите во своите домови ја реализираат онлайн наставата. Пандемијата се уште е овде, па со исто темпо продолжува и второто полугодие од учебната 2020-2021 година. При денешната посета во основното училиште Блажа Коневски во Велес, директорот Јованче Манасков за Здравкин изјави дека првиот училишен ден од оваа година поминал одлично. Денеска почна првиот учебен ден во второто полугодие. Блаже Коневски како училиште спремно ги дочека своите дечиња. Зборуваме за оние кои што со физичко присуство овде во училиштето. Значи училиштето си е спремно, подготвено, дезинфицирано. Учениците се веќе присутни, собрали, направивме една контролна проверка да се видиме и со наставници и со дечиња да си посакаме успешен почеток. Во последно време актуелен е новиот концепт на образованието, па со тоа различни установи заземаат различни ставови. Директорот Јованче Манасков за Здравкин потенцираше дека промените во образованието се неопходни. Јас сум професор по математика со 25 годишно искуство, значи трнете глава како директор 3 години. Дефинитивно дека нас во образованието ни требаат промени. Слушнам разни коментари, во ред биле, не биле во ред. Значи, ние не можеме на ова да останеме. Ние мораме да претрпиме промени во образованието, затоа што тоа го побарува самото образование, го побара и самите наставници. Тешко е кај луѓето да се секоја промена е тешка. И затоа можеби се најдува на отпор. Јас сум треба да има промени, треба да има нова концепција. Нормално дека министерката флексибилна си е во поглед на тоа, ако нешто утре не е како што треба ќе се менува, меѓутоа факт е дека во образованието мораме да имаме промени. Министерката за образование и наука Мила Царовска вели дека имплементирањето на новата концепција ќе се случува постепено во следните 6 години. Или влегуваме само во прво и четврто во наредната година и сукцесивно ќе се додава година по година и тоа е најблагиот, да кажеме, пристап кој што може да се превземе во воведување на реформи во образование. И вториот аргумент се однесува на тоа дека се потребни обуки. При тоа истакна дека реформата има една цел, а тоа е создавање на образование во интерес на секое дете.